24 анализа, добро вечер и добре дојдовте. Сите пукаат локално, а целат централно, односно на Илинденска број 2. Локалните избори, сите партии велат дека се референдум, каде ќе се движи државата, но и дали се референдум или врата преку која што лидерот на опозицијата Христијан Мицковски се обидува да дојде до премиерскиот кабинет на Илинденска број 2, а лидерот на СДСМ да се зациментира во премиерскиот кабинет на истата улица. Од албанската опозиција пак најава дека од резултатот на овие избори ќе зависи дека може да ни се случи евентуално ново парламентарно мнозинство. Од ДОИ засега се чини се единствените кои што се фокусирани на општинската власт. Дали тоа значи дека им гори поднозе, тоа е една од дилемите која што вечерва ќе ја прашаме. Дали Македонија фокусирана на локалните избори, кои што значат и основни решавање на основните проблеми како канализација, бетон, плочки, асфалт и подобри услови за живот, ги заборава централните и крупни проблеми. Што значат пораките дека ова се само не обични локални избори. Во вечерашнава 24 анализа за локалните политики преку призмата на централната власт. Јас сум Душица Мрдја, а вечерва политичка дебата со представници на 4 најголеми партии по бројот на освоени гласови на последните парламентарни избори. Кришник Бектеши, ДОИ. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер и фала за поканата. Ви благодарам што прифативте. Арбен Таравари, генерален секретар на Алијанса за албанците, овој пат во функција на представник на Алијанса, а не како кандидат. Добро вечер. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Ви благодарам што прифативте. Бојан Маричич, СДСМ. Добро вечер, благодарам на поканата. Благодарам што прифативте. Владко Ѓорчев, ВМРО ДПМН, добро вечер и добре дојдовте и за нас. Добро вечер, поздрав до вас и вашите гледачи. Секојаш со задоволство ги прифаќам вашите покани. Сигурен сум дека ќе имаме добра дебата. Она што изминатиот период е фокусот се секако локалните избори и програмите на кандидатите кои што се нудат. Морам да кажам за овие локални избори во рекорден број и независни кандидати, советнички листи и така натаму. Меѓутоа паралелно со митинзите и пораките оттаму има и проблеми кои што се отвараат и на централната сцена. Па сето тоа вечерва ќе биде дел од ова дебата. Бидејќи ова дебата е политичка, не представување и промоција на кандидати за градоначалници, ние нема да бидеме ограничени временски, меѓутоа би ве замолила сите да не го злоупотребите тоа и секако конкретно господина Таравари кажав дека вие сте поканет како представник на Алијанса за албанците, а не како кандидат и во однос на правилата за изборни емисии нема да ви дозволам евентуална промоција на вашата кандидатура. Не, ја нема да го спомнам гостивар воопшто. Ви благодарам за тоа. Она што е најактуелно е Европскиот самит вчера, односно самитот Европската Унија, Западен Балкан. Македонија доби нова европска шлаканица, меѓутоа доби и надградени и проширени, би кажала, бугарски условувања и закани. Премиерот Зоран Заев кажа дека е навреден од блокадата на Бугарија, меѓутоа повтори дека повторно е оптимист во однос на првата меѓувладина конференција за декември, која што се уште според Заев може да ни се случи. Ѓорчев, може ли да ни се случи? Па јас не очекувам владата на Зоран Заев да добие било каква препорака, а тоа што Зоран Заев е навреден и увреден и изненаден, Македонија нема ништо од тоа. Значи, Зоран Заев ги погази сите македонски позиции. Пред 4 години ни велеше дека се решени проблемите со Бугарија. Напротив, она што го имаме после тоа е само вето. Така што од политиката на Зоран Заев немаме никакво решавање на состојбите со Бугарија, туку само вето, нови услови кои што сукцесивно ги слушаме. Значи, Зоран Заев наместо да ги затвора прашањата, со својата катастрофална политика, со рушењето на македонските позиции, само ги влошува нашите позиции. Истовремено имаме ситуација во која што пред 3,5 години Заев направи селфи заедно со Димитров, заедно со Бујар Османи, со Кочо Ањушев, нели изведувачот на онаа болница во Тетово која што изгоре за 2 минути. И во тоа селфи
од авионот ни порача дека Македонија почнува преговори со Европската унија. 2019 година на избори за Стево Пендаровски, Зоран Заев на 5 митинзи поред ни велеше почнуваме преговори. Шекеринска го повторуваше истото. Минатата година Зоран Заев и сите негови апологети и во владата и на други места велеат 2020 сигурно почнуваме преговори со Европската унија. Еве, 3,5 години Македонија тапка во место, Македонија добива вето по вето, Македонија добива нови условувања и од Бугарија и од другите земји. Пораката е јасна, тоа е дека најкорумпираната влада во Европа, според листата на Transparency International, најлош ранкинг во историјата, 111-то место, не може да ги почне преговорите со Европската унија. Владата која што дава пасоши на криминалци и мафијаши, а истите мафијаши после тоа во сообраќајки, во време кога требало да бидат во затвор, убиваат луѓе на патот помеѓу Кичево и Гостивар, апсолутно не може да почне преговори со Европската унија. Значи не очекувате во декември меѓувладина конференција, да или не? Апсолутно не очекувам, затоа што мислам дека Зоран Заев лаже и кога, еве со ова ќе завршам, денес ги гледаме изјавите, многу е јасно. Значи, Ангела Меркел денес вели, не се можни, цитирам, не се можни брзи решенија меѓу Македонија и Бугарија. Тоа го вели Меркел денес. Заев вчера вели, цитирам, очекувам до средината декември да добиеме позитивна одлука од ЕУ. Нова и нова лага. Повеќе верувам на Меркел, одошто на Зоран Заев. Господине Маречич, факт е дека имаше Словенија еден амбициозен план до 2030-та сите земји од Западен Балкан да станат дел од Европската унија. Според информациите од Брдо вчера беше дека им токму Меркел била против тоа. Премиерот вели дека никогаш појасни не биле ниту Меркел, ниту Макрон. Сепак и Радев беше многу јасен. На што се темели оптимизмот? Ние водиме, за разлика од Владко Ѓорчев и ВМРО ДПМН, водиме одговорна и сериозна политика. Ние не ја државме, како Владко Ѓорчев и ВМРО ДПМН, 10 години државата во тунел. Ние не го добивме печатот на заробена држава од Европската комисија. Ние не бевме раскарани и не сме раскарани со сите соседи како Владко Ѓорчев и ВМРО ДПМН. И мислам дека ако некој е символ на неодговорна политика и мисли дека ги брани националните интереси со градење на споменици кои што коштаат милионски суми граѓански пари, потоа излеани во партиски и приватни джепови, тоа не може да биде заштита на националниот интерес. Ние во март минатата година од сите 27 членки на Европската унија добивме одлука за почеток на преговорите со Европската унија, каде што и Бугарија даде поддршка. Треба да сме прецизни и сериозни. Потоа, следната фаза која следува е одобрување на преговарачката рамка и закажување на прва меѓувладина конференција. Ние сме сега пред таа фаза. Таа фаза не се случи, заради тоа што Бугарија бара начин како билатералните прашања што таа сака да ги наметне, треба да се најдат во преговарачката рамка. Тоа е причината за застојот. Не е причината ништо од ова што го кажува Владко Ѓорчев. Ние имаме 4 поред од кога е оваа влада позитивни препораки за почеток на преговорите. Во време на Владко Ѓорчев и ВМРО ДПМН беше замрзната таа препорака. Замрзната е затоа што и ден денес седиштето на ВМРО ДПМН е во Будимпешта, не е во Скопје, затоа што командите ги добиваат од таму, кандидатите за локални избори ги добиваат од таму и сите насоки за сите политички постапки ги добиваат од таму. Ние правиме обиди на одговорен начин. Во директен разговор вие видовте дека имаше повеќе средби на кои што присуствуваше целиот врв на ЕУ, и председателот Мишел, и фон дер Лајен како председател на комисијата, и Радев, и Заев, и сите други, и Радев излезе на истите позиции. И ние излеговме на истите позиции. Видете, во Бугарија имате оваа година политичка криза. Имате 3 парламентарни избори поред во истата година и помалку од година. Тоа ќе се согласиме дека не е редовна ситуација за ниту една држава. Наредните избори во Бугарија се на 14 ноември, и председателски и парламентарни. Ние ќе ги почекаме тие избори, веднаш по тие избори ќе стапиме во разговор со партнерите кои што ќе бидат во Софија. Меѓутоа, сакам да кажам дека нашите позиции се јасни, темите за кои што се разговара се јасни, одстапување од она што е усвоено во собранието, каде што сите партии поддржаа декларација, исто така остануваме на тоа, така што
Треба да се насочиме на тоа како одговорно да ги почнеме преговорите, наместо да фрламе памфлети кои што Владко Ѓорчев прва и меѓувладина конференција во декември, да или не? И да преминам на трвен. Видете, јас мислам дека е тоа возможно. Дали ќе се случи, тоа не зависи само од нас. И мислам дека до сега на сите им е тоа јасно. Ние ќе вложиме максимални напори, како што сме вложувале до сега, зачувувајќи ги националните интереси, а не градејќи споменици заради корупција. Сакам сите да одговорат на ова прашање, па потоа ќе ви дозволам за реплика. Господин Таравари, истото прашање, оптимист, премиерот оптимист, од Словенија не толку оптимистички пораките? Ја објективно се обидувам без емоции. Ја прочитав декларацијата од Брдо 6 октомври, која што е многу слична со декларацијата од 2003 година од Солун. Практично европската перспектива на Македонија веќе е некако несигурна, магловита на цел Западен Балкан. Гледам дека членките дури се не сакаат да го користат ни терминот проширување, повеќе го користат терминот внатрешна интеграција. За нив е побитно прво да се интегрираат самите. Практично, според мене, барем тоа што го читам, процесот на евроинтеграција на Западен Балкан е некако во клиничка смрт, за жал. Јас знам дека премиерот, па и Бујар Османи, па и Артан Груби, уште од 1 јуни 2018 година во една емисија, Артан Груби ми рече, јас сакам да ти известам и тебе и целата македонска јавност дека за една недела ќе влеземе во Европска Унија. Меѓутоа, и ова што кажува Марич, јас сега го разбирам, дежаву е ова, секоја година од 2018, два пати годишно ни велите дека ќе влеземе. Јуни, декември. Добро. Меѓутоа, причината не е само Бугарија, да бидеме искрени. Овој процес на разнишување на нашата европска перспектива е од аферата Рекети, после тоа имаше полно афери, корупција, криминал, банди, пасоши и секакви други афери. Ве нарекува хибриден режим, не го велам, ја сега ќе речете избори, па така вие сте опозиција нормално, меѓутоа не. Ја ве перцепирам како син ми навива за Барселона, и тој кога ќе изгуби Барселона од Реал, вели јабе последот на топката повеќе беше кај Барселона, и вие сега наоѓате 100 причини зошто не сме ги започнале преговорите, меѓутоа на крај се гледа резултатот. Резултатот е дека Македонија октомври 2021 година се уште не започна преговори и ете, јас најодговорно тврдам дека до 2023 шансите се минимални Македонија да ги започне преговорите со Европската Унија. Не очекувате прва меѓувладина До конференција? 2023 еве ова ќе постои оваа емисија, ќе се пресече ова, запамтете. До 2020 моја прогноза, не велам дека ја не сум баба Вања да ги предвидам работите, меѓутоа по информациите што ги добивам директно од Брисел, од нашите пријатели, шансите за да почне преговори оваа или следната година се скоро никакви. За жал. Господин Бектиши, Европската Унија е една од вашите две клучни политики од кога дуи постои на македонската политичка сцена. Можеме да го слушнеме вашиот лидер и на дел од митинзите со мотивирачки пораки околу изнаоѓање на решение помеѓу Македонија и Бугарија. Вие оптимиста дека во декември ќе седнеме на маса на старт на преговори? Би било добро да се каже дека првото веќе сме го оствариле. Северна Македонија е членка на НАТО, каде што се осигурува стабилноста на државата. И тоа е многу важно за држави кои се во Западен Балкан, како што направија и нашите одредени соседи. Имавме големи предизвици за да станеме членка на НАТО, но дуи како конзистентна партија која стои позади своите ставови од основањето па се до денеска, првото веќе го оствари, сега одиме на второто. Мислам дека сме на добар пат. И Али Ахмети секогаш вика дека големите работи не се прават лесно. Како што не се изнајде решение во делот на зачленување во НАТО, лесно, секако дека тешко ќе биде и со Европската Унија. Во делот на исполнување на условите што ги бара Европската комисија до Северна Македонија, ја мислам дека тоа подобро го покажуваат сите извештаи што сме ги имале, посебно во последните 3-4 години. Тоа секако е билатерален проблем што го имаме со Република Бугарија, но јас сум убеден
дека со ладни глави ќе најдеме заедничко решение, но е многу важно да се потенцира и да се информираат граѓаните дека освен тоа што го најавивте како европска шлаканица за нашата држава, има и една одлична порака и одлука од тој самит, а тоа е што го кажува и лидерите дека се обезбедени 29 до 30 милиарди евра за реализација на зелената агенда во Западниот Балкан, каде што нашата држава се дека веќе аплицирал со повеќе проекти, посебно во делот на енергетската транзиција, во делот на животната средина, со повеќе проекти и веќе сме подготвени да аплицираме, а дополнително на тоа за неколку проекти веќе сме аплицирале, што значи дека и во форма на грант, и во форма на заем со поволен интерес Северна Македонија во наредните години, тоа што го најави и комесарот Вархеј, ќе добие средства, се со цел да го подобри животот на граѓаните. Ама датум не доби. Ние, што се однесува до датумот, ние сме оптимисти дека ќе најдеме решение, но наша задача е да ја направиме Европа тука во Северна Македонија. И затоа ДУИ и во вашата најава, и добро сте приметиле, е фокусирана со одредени проекти, со конкретни проекти во локалните избори. Не ја мешаме централната власт со локалната власт, пошто претходната година имавме избори, каде што граѓаните се изјаснија за кој ќе владее во централна власт. Мојот впечаток И е дека сте фокусирани да ја задржите власта во општина. граѓаните се изјаснија дека тоа ќе биде Демократската унија за интеграција и СДСМ. Ке зборуваме за локалните избори. Но сега имаме локални избори. Ке зборуваме за тоа. Локалната власт е поблиску до граѓаните. Ви За да го обезбедиме повеќе средства како држава. Имаме одлична порака од Брдо во делот на инвестициите и грантовите кои можеме ние да ги користиме, и за секоја општина имаме конкретен план во делот на зелената агенда во подобрување на живот. Очекувате ли прва меѓувладина конференција во декември? Не се малце 29 милиарди евра за Западен Балкан. А јас сум повеќе од убеден дека Северна Македонија во споредба со нашите соседи, кои се дел на Западниот Балкан, е во напредна фаза во делот на подготовка на Очекувате проекти. ли старт на преговорите во декември? Да или не? Јас мислам Па дека да почнеме со репликите? Јас мислам дека ќе најдеме решение до декември со нашиот сосед. Јурчев, прв побаравте реплика. Ве молам да бидете, сите да бидете куси и конкретни. Па добро, прво мислам дека не е зелена агенда кога представниците на СДСМ и ДУИ на сред улица со тупаници дискутираат за струја, струјни политики и така натаму и така натаму. Значи тоа не е дебата помеѓу Грета Тунберг и Јошка Фишер, туку дебата за нешто сосема друго и нешто сосема трето. Во делот на Само ако може. во делот на во делот на во делот на представници на ДУИ, кога тој не е ни функционер, не е ни функционер на ДУИ, не е ни функционер на ДУИ, а дополнително на тоа роднини негови биле поранешни функционери. Значи не е функционер на ДУИ. Добро е за пиштолите во чај, кажи. Не. Еве, како што вели не е господинот Таравари, функционер на се ДУИ. пиштолите во Да чај, тоа е расчистиме. многу Да европски расчистиме, гледано. значи Значи вака. да не замеуваме јавноста. Добро. Факт е дека Македонија не почна преговори со Европската унија и факт е дека секој јуни, секој декември ни се најавува дека Македонија почнува преговори, Зоран Заев прави селфи, ќе пушти некој твит, па после тоа ќе го прераскаже на митинзи, дека носи поздрави од овој или од оној политичар, но факт е дека Македонија е заглавена. И факт е дека со овие политики на Зоран Заев, првиот нареден датум е прилично подалеку и подоцно од 2030 година. Значи веќе не зборуваме 2025-2027, сега зборуваме за после 2030 За година. почеток на преговорите? Не, за членство Или во за Европската унија. Да, почеток на преговорите не добиваме со нив, тоа е јасно. Значи уште еднаш добиваме постојани вета. Факт е дека владата на Зоран Заев го смени името на Македонија и ја продаде куќата за без пари. Значи не само што не продаде ефтино, туку со своите политики ги загрози македонските позиции, го загрози идентитетот, доби цела нова листа на барање, иако направи еден куп отстапки, а за возврат не доби ништо, освен вето. Тоа е катастрофален резултат на Зоран Заев и неговите министри. Маришиш?
Ете, ја разбирам, Владко 25 години пробува да ги поедностави работите која ги презентира. Он, например, 97 јас бев средношколец, ми викаше дека не смеат албанците да учат на педагошкиот факултет албански јазик. Кога гостувар се случи Не, подоцна. Владко, јас бев средношколец, ме убедуваше во Јосип Броз гимназијата дека не треба албанците да учат албански на. Вие ја не сме се знаеле, вие сте ме гледале мене на телевизија 20 години. Значи вие ја се знаеме 2 години. Досади на луѓето бе Владко. Маричич, вие бевте невладин, независен активист, така? Сега Маричич да ви кажам. Јас се вклучив затоа што режимот твој ме означи како непријател на 1997 владата на СДСМ на 9 јули убиваше луѓе во Гостивар, а истовремено истиот ден имавме инфлација, имавше девалвација на денарот од 27 денари на 31 денар за една германска марка. Вие со тепање на луѓе во Гостивар ја покривате инфлацијата. А сега имаме повторна инфлација со вас. Сите цени растат, катастрофа е во економијата, а вие имате демагогија. Политичарите од тоа време ја платија политичката цена. Ти се уште не ја плати политичката цена и се уште се појавуваш на политичката сцена. Повторно со демагогија покривате инфлација. Тоа е проблемот. Со демагогија покривате инфлација. Само да одговорам на овие работи што ги кажа. Значи, бидејќи околу тоа кој што правел, видовме едно видео од кандидатот на ВМРО ДПМН е забутал, каде што како се изразува и за албанците и за концептот на Македонија. Така што ве молам да не одиме натаму. Јас сакам да кратко да цитирам една изјава на Урсула фон дер Лајен, претседателката на Европска комисија. Значи не што рекол Арбен Таравари или што рекол Владко Ѓорчев или Бојан Маричич или Крешник Бектеши. Вели, нашите партнери од Западен Балкан преземаат важни реформи и видлив е нивниот напредок. Но сега Европската унија е наред да испорача. Неотварањето преговори со Северна Македонија и Албанија го загрозува нашиот кредибилитет и поддршка во регионот, изјави вчера во Словенија претседателката на Европската комисија. Значи треба оваа магла да ја расчистиме. Маглите што ги фрла ВМРО ДПМН треба да ги расчистиме. Дека ние имаме направено се и дека реформите одат како што треба, извештаите го покажуваат тоа. Дека одлуката и топката е кај Европска унија. Тоа го кажуваат европските представници, а не тоа што го кажуваат представниците на опозицијата. Ама преговори не почнавме. Па еве гледаме зошто не сме почнале преговори. Зашто топката за одлуката е кај Европската унија, Владко. Па джабе лажевте, джабе ветувавте. Бектеши побара прво. Окей, провери. Добро. Значи, вака, прашањето беше дали добиваме датум или не добиваме. Сега можеме да ставиме вегета на се што, меѓутоа збориме за датум. И ние не добиваме датум и декември вие велите тврдите дека ќе добиеме. Ја би сакал вие да имате право, меѓутоа од информации што добивам од Брисел нема да добиеме ниту оваа, ниту следната година. Како и да е. Посакувате така да биде. Не посакувам вие да имате право. Посакувам ја да грешам. Тоа е добро. Ја навивам за вас, камо среќа да добиеме, меѓутоа нема да добиеме повторно и во декември пак ќе ни кажете дека идниот јуни ќе добиеме. Ја мислам дека ние треба да се концентрираме повеќе на подобрување на работите во државата, бидејќи не случајно не нарекуваат хибриден режим. Тоа не го велам ја. Да го велам ја, опозиција сум и го вела. Transparency International е една релевантна институција, која што не рангира по корупција 111 на се. Не го велам оваа. Да го велам ја повторно, јас сум опозиција и ете за инаед го велам. Аферите што се случуваат, посебно со аферата Рекет, со пасошите на белосветските оштаплери кои што добиваа во Македонија, ова не го велам ја. Ова се факт. Има судска разрешница, се не знам зашто. Ама видете, тоа е моментот од кога ние почнуваме да одиме назад. Верувајте, ние позитивни извештаи од Европска унија имаме, ако не грешам, од 2004 година. Со исклучок на годините од 2015. Добро, можеби 2 години, меѓутоа во континуитет сме имале позитивни извештаи и ние не почнуваме преговори. Прашањето на Душица беше дали ние ќе започнеме преговори. Вие сте на власт. Ние како опозиција тоа го кажуваме 2018, 19, 2020, трета година. Сега повторно велам, камо среќа, ете, ја да грешам, вие да преговорите не зависи од извештаите, извештаите ни се добри. Зависи од решавањето на спорот со Бугарија. Па дајте тоа да реално, како не е така. Еве вие слушате што зборува францускиот амбасадор Тимоние, бившиот француски амбасадор ви кажа во Holiday директно, абе не правете будали. Не сме ние знаеме се што се случува. Заменете во друга држава, таму се гледа работата. Јас ви кажувам, ви кажа директно, што сакате погрубо. Дайте да ги
читаме извештаите на Европска комисија и напредокот што земете го извештајот на Стейт Департамент, читајте го. Ајде, таму се зборува и за напредок во независноста на судството. Вашиот бивш председател на партија ви кажува дека сте корумпирана држава. Не го велам јас, дека судството не ви функционира. Не го велам јас, Црвенковски. Па бивш председател на држава, бивш премиер, ваш член на партија. И Пендаровски го вели истото. И Пендаровски. Ако зборуваме за бивши председатели, што кажува Менду Фачи за Алијанса за албанците. Не за мене, за тогаш ќе биде државата смешно. вели председателот на... Тоа ќе биде смешно да Добра, дискутираме туј и нема да грешни, искаме. повторно релативизира. Не, ве слушав. Значи ве слушав до крај. Ве слушав до крај. А и бившиот Значи, председател на ВМРО знае. во еден дел се согласувам со господинот Таравари дека стварно треба да ги завршиме домашните задачи и конкретно да разговараме за проекти за подобрување на животот на граѓаните. И во делот на стандардот да го зголемиме, и во делот на подобрување на инфраструктурата, главном за подобрување на квалитетот на живење. И тоа во континуитет го правиме. А се согласувам секако дека и со Бојан дека единствена причина што не се започнати преговорите со Европската Унија е спорот што го имаме со Република Бугарија. Имавме, рече се, идентичен спор со нашиот сосед Република Грција, најдовме решение и како што секогаш сме нашли решение, и ова решение ќе го најдеме и тоа пречка ќе ја надминеме и за кратко време Северна Македонија ќе ги почне преговорите со Европска Унија. Во делот од кога имаме проблем во делот на коментарите за Дуи. Од која година една работа да ви разјаснам. Една работа да ви разјаснам. Дуи е принципиелна партија. Дуи е најпрофесионална партија во Северна Македонија. А зошто е? Зашто вие не сте принципиелни. Дали вие уште стоите позади тоа дека не го признавате законот за јазици? Вие лично. И како политичка партија. И правите коалиции со Алијанса за албанците, кои секојдневно викаат криминалци и не знам што. Зашто? Криминалци, не. Зашто не сте ги викнале вие? За старата гарда, да. За старата гарда, да. Па кој е новата гарда? Видете, Кој е новата гарда? Зборуваме да завршам сега. Да завршам. Дали е ова принципиелно? Еве кажете, одговорете пред целата јавност. Јас мислам дека не. Дали е легитимно? Да. Но граѓаните ќе одлучат и на 17 и 2024 година и во континуитет заеднички ќе бидете во опозиција. И на локално ниво, и во централно ниво. Ке дочекаме до 2024? Ми се допаѓаше примерот што го даде господинот Таравари. Со Реал и со Барселона. Има посетува на тоа за да бегат од одговорноста дека Дуи не победи, ама ние на кампања повеќе викавме. Ама Дуи пак победи. Ама овие многу викаа на кампањи. Многу што не отвори се една кутија во зајаз да видиме. Магија ќе направиле, ама Дуи накрај пак победи. И тоа е одличен пример за граѓаните да знаат дека нивните примери важат и заедно. Бектешија, кажете ми како беше коалицијата со ВМРО-ДПМН? Вие 10 години бевте у коалиција со нас, сега вие критикувате ВМРО-ДПМН. Така што видите, Бектешки, да ви кажам една работа. Вие сте 20 години на власт. Да ви одговорам се. Вие 20 години сте на власт. Како што рече Зоран Заев минатата година, може би било добро да имате одредени реформи, но тие реформи некогаш треба да се направат и во опозиција. Здраве за некоја партија да биде во опозиција. Ние сме во опозиција, ги добивме пораките од граѓаните, истовремено беше време ВМРО-ДПМН да си отиде од власт после 10 години, но не за ова. Македонија е сега уште полоша држава, нема никаков економски напредок, цените одат нагоре, платите стагнираат, нема инвестиции, мафијашите се главни во секој град, имаме рекетирање низ државата и едноставно мора да ги подобриме состојбите во Македонија. Дали го признаваш законот за јазиците? Оваа катастрофа што ни се случува, Бектеши, со 7000 мртви, со најмногу мртви во светот. Македонија има најголема смртност
на светот од Дали, ковид по 10, 20, 30, 50 погреби дневно, а истовремено Зборуваме Зоран и Заев за- и Филипче Само возат мотори, контрареплика, тоа е 20 катастрофата во која што живееме. Може да одговори многу- господинот Таравари, дали вашиот председател на Советот, пошто таков ви е договорот, ќе ги прифати писмата на албански, ако ми ги достави господинот Таравари? Ако може Господине сега Таравари, да се- Ќе ви Маричич, одговорам, нема проблем. Да, па повелете, или пак нека мора да одиме на реклами. одговори Таравари, господинот- Маричич, па реклами. Нека одговори Душица, господинот Таравари. Бе, би тиши, се- да го би слушнам сакал- Таравари. Би требало да бидеме рационални. Ја би ве молел, прво јазикот за примена, за употреба на албански јазик треба дуи да започне да го применува заедно со СДСМ. Повеќе институции за никаде сте, повеќе веб страни. Па ви велам, еве, Агенција за млади и спорт, дајте направете албански нема. Има се работи, ќе биде А, објавено. се работи добро. Не, Министерството за завршена е- здравство направите барем протоколи да видат луѓето албански. Барем протоколи, чисто. Видете, вие кажувавте криминалци на Дуј. Заев го кажуваше. Псејо, Дуј во опозиција. Сега, овие се зборови не ги велам јас. Ако ги велам јас, добро емоционално велам против Дуј. Не ги релативизирајте работите. Ние сме за квалитет на живот. Кажете ми една болница за 5 години што направи. Една болница, а вие 20 години. И јас Кажете ми едно училиште. Кажете ми зошто е смртноста толку висока. Зошто горат луѓе во болница, кажете ми. Скандали се овие, овие се квалитет на живот, за оваа зборувам. Дајте бе луѓе да за оваа да зборуваме. јас Вие ми кажувате Само- тачи што рекол. Ве молам нека заврши. Јас- Мораме на што реклами да кажал одиме во- Маричич, ако му дадам на 10 бектеши збор, вие ке ни 10 морам реклами да секунди најдам. да му одговарам на господинот секунди, Таравари. постојат 10 Во однос на една болница. Што ти е коалиција? Таа болница, што ние со одлука на владата обезбедивме средства, е токму во општина Гостивар. Таравари е крив. Со која, за која Таравари најке. излезе пред медиумите и кажа нас не ни е потребна болницата, пошто парите требало Ова е лажно, и средствата тотално требале да го прашаме господинот Како Таравари не му е срам да лаже? Дајте ми има само изјава. да Има Дајте, изјава. Дај ја изјавата. Ќе се што? објави изјавата. Дали Крешни, сте кажале не ти дека личи да лажеш. дали сте Јас сум кажале кажал, сега ќе кажам што сум кажал. дали сте оригинал. кажале дека владата Не одвои пари, не одвои- да. инвестира во болницата во Гостивар Добро. и Што не има е лошо? прашана општината на Гостивар кај треба да се инвестира. Абе, нема врска. Единствено општина од ТАФ што не доби ни еден денар, сите општини добија, освен Гостивар, ја реков убаво што инвестирате во болница. Убаво. Меѓутоа и за општината, за локалната власт ништо бидејќи немаме компетенции. Таравари. А болницата во не ви е- Гостивар ја Таравари знаме. не ви е крив за Тетово за И јас- пожарот. јас колку што Таравари знам, не ви е болницата крив во за Гостивар. патот Скопје Блаци. Таравари не ви е крив за Кичево 36-та ви е болница. Ни за Русино не е крив. Не е крив Таравари ни за Русино, 30 години е таму. Ни за Русино Јас не е кажав крив. И за на вакцините почетокот, не е крив ова Таравари. Не. дебата која што не може да не сме Не, да многу биде ниско е да провокувана лажеш како- пред очи Океј, некого, завршите многу ниско. бајта Само на две Маричич. речени. сте Дајде ја изјавиле- изјавата, дали извади сте ја, јас се изјавиле- побарам никогаш. Дали сте Таравари изјавиле- одели од буџетот нова Дали болница за Гостивар сте 18 милиони изјавиле- евра. Готово, И го Маричич. поништивте Само да една го тргнат. Маричич Ќе го и објават реклами. медиумите, ќе проверат. Целиот сите мерки и целиот буџет и целиот напор на владата минатата и оваа година се во облажување на кризата и здравствена и економска. 7000 мртви Беше- имате, Маричич. Најголема смртност на Беше свет. може да Ѓурчев, се 7000 Ѓурчев, ве молам мртви. нека заврши, ве молам. Гробница Ќе ви направивте дадам, држава. нека Луѓе заврши. ви изгореа. Ѓурчев, ве молам да заврши. Имате ли најголема смртност на свет, кажете? Да. некрофилот Владко Ѓурчев. Не е некрофил, На секоја- ја закопавте на Македонија, секоја- Маричич. Ѓурчев, ве не ти е молам срам? нека заврши. Ама не ли ти е срам? Не ли е кажи? срам, не ли е срам? До кога ќе на Филипче и ќе Заев играте да со возат чувствата мотор на во ден луѓето кога има и 50 ќе мртви. керувате политички поени. Филипче Не ли ви и е Заев срам? возеа Затоа мотори. губите, затоа Катастрофа. губите и сега ќе изгубите Значи, за тоа. Маричич, Зашто празни, катастрофа освен ни играње направивте. со чувства на Последни граѓаните, во Европа ништо добивте не можете. вакцини. Последни Само една во Европа реченица добивте да кажам, вакцини. само Не една излизите реченица со да вакцините. Ве молам. Последни Кај во се Европа. вакцинираше Владко ти? Јас се вакцинирав во странство затоа што немаше овде со месеци Затоа што вакцини. има зашто резервна пола татковина, Македонија- Владко. Пола Македонија Владко, се вакцинираше во странство. се резервно Тоа е правиш ваш во срам. Хрватска Тоа е и вашиот затоа и ова срам, си го Маричич. Тоа е ваш срам. Затоа што луѓето мораат да идат низ цел Балкан да молат за вакцини. Кој- Затоа што Бе, вие кој сакате... не добил вакцина што сакал овде да добие? Да, после 6 месеци. Кој не добил вакцина, Затоа сите што се вие вакцинирате што сакате сакаат да тука направите добие. шеми Па вие со поддржавте Хонг Конг. антиваксерски Со протести, нели ви е Хонг Конг. срам бе?
Поддржавте антиваксерски Маричич, протести јавно со ваши активисти. 7.000 И сега ова го зборите. Тоа е Готово! вашето Значи, наследство. демагогија. Пауза за реклами, Само пауза една за реч. реклами, пауза за реклами. Добро вечер назад во студиото на 24 анализа. Жестоката дебата продолжи за време на рекламите. Јас сум Душица Мрѓа, вечерва дебатираме за централната политика со партиски представници, Владко Ѓурчев, ВМРО ДПМН, Бојан Маричич, СДСМ, Арбен Таравари, Алијанса за албанците, Кришник Бектеши, Дуи. Сакам да затвориме темата околу Европската унија. Ви искористивте сте и се што да си кажете од депонијата во Русино до вакцините, антиваксерски процеси и се што. А и сега ве молам пократко и поконцизно да ми одговорите, ако може да не си влегувате едни на други во спор. Би ве замолила. Бектеши, сакам со вас да почнам. Рековте Европа да донесеме тука и да направиме Македонија европска. Денеска на пресконференција го осудивте нападот на врз председателот на регулаторната комисија Марко Беслимовски од синот на поранешниот вице-премиер Муса Џафери и рековте дека вие имате информации конкретно од Беслимовски дека Џафери му се извинил. Регулаторна веднаш по вашата изјава ве демантираше, велат јасно и децидно Џафери не се извини. Значи вака, првично, синот на господинот Муса Џафери е како сите граѓани на Северна Македонија. Слободен, нема никаква функција, ни во ДУИ, ни во владата, па во ниедна институција. Колку што имам информација, јас се занимава со приватен бизнис, излезе со соопштение и Министерството за внатрешни работи, каде што наведува дека господинот Арјанит Џафери ја признавал вината што ја направил и тоа мислам дека е јавно извинување. Ја имав прилика вчера да зборувам со господинот Беслимовски, со кој имам одлични односи и рече си работиме во дневна база и секако дека го прашав дали е добар, како се чувствува и секако ние како ДУИ го осудуваме тоа што се случило и бараме од надлежните институции како за сите граѓани да постапат и веќе се постапува во Министерството за внатрешни. Значи сега се извинил Џафери или не се извинил? Прво се извинил. Пошто имаше соопштение од Министерството за внатрешни дека работи дека ја вината. признавал. Ама тоа е Но и колку што имам ја информации дека и се извинил и јавно во одредени медиуми. Значи Беслимовски не им кажал на неговите Во одредени регулаторна? медиуми. Не знам дали му се јавил директно на господинот Беслимовски и дали тие комуницираат меѓу себе. Тоа не е моја работа да коментирам. Тоа е нивна приватна работа, но јас колку што имам информации, господинот Џафери се извинил јавно, а дали директно му се јавил на Беслимовски, такви информации не поседувам. Но важно тука е важно е тука да институциите да постапат согласно законот и како за сите граѓани да важат сите закони во нашата држава. Ние како Демократска унија за интеграција го осудувавме и бараме надлежните да... Вие стоите цврсто на ставот дека докрај ќе се заврши постапката. Секако дека стоиме на тој став. Дури како што сме стоиле, дури доколку ако има и затворска казна евентуално во процес. Тоа се институции кои треба да одлучуваат врз основа на информациите што ги изнесол и господинот Џафери и луѓето што биле таму присутни, но секако дека и господинот Беслимовски. Во делот на законите, во делот на прописите, какви се да важат и за господинот Џафери, како што важат за сите граѓани во нашата држава. Тоа е многу чисто и јасно како став на Демократската унија за интеграција. Ќе го следиме процесот до крај. Многу ме интересира како ќе заврши. Секако дека треба да го следите и ние ќе го следиме како представници што сме во владата, но не би било добро и фер од страна на одредени медиуми да го поврзат како функционер на ДУИ, како што го поврзуваше преска и Муса владка. Џафери не е било кој во ДУИ. Значи првично не е Муса Џафери. Апсолутно. Арјанит Џафери е... Првично не е Муса Џафери. Го расчистивме тоа. Арјанит Џафери. Телевизија 24 никогаш не е кажала дека полнолетен и нема никакви функции. И ние, како Демократска унија за интеграција, го кажавме нашиот став, дека го осудуваме. И дека очекувате докрај да заврши и постапка. очекуваме надлежните институции да постапат согласно знаете законите, зашто прописите инсистирам во на ова нашата докрај држава. дека очекувате докрај да заврши постапката, бидејќи бевме сведоци на многу
случувања во Например? изминатиот период? Па не знам, пајакот Со имаше полицајката. иронични забелешки дури и во дел од социјалните мрежи, пајакот ја нападна полицајката, например, со поранишниот функционер самоговори. на Тој пајак. Бекир Асани. Со случајот со Бесира Асани и полицајката, например. Да бидам искрен, Не сте знам. запознаен. Не сум запознаен, можда и не сум бил во Северна Македонија тогаш кога се случило тоа. Тоа е пред Јас 2 јас сум- години. Господин Тарвари, очекувате Или тука? Джевата Не знам, Адеми, не знам не, кажете ми еден случај, единствен. Еден случај, кажете ми за еден. Ја не велам сите во Дуи се лоши, има и многу добри луѓе во Дуи. Кажете ми еден случај за 20 години. Еден, ако ми кажете, да се откажувам од политика. Еден, кажете ми, судска разрешница. Еден, Джевата Адеми рани човек пред 200 луѓе во свадба. Кај е тера бизнис? И такви има Нефи го знаете? Но чекај, вие обвинител сте? Абе, ја Судија кажувам сте? дека човекот е ранет. Има судска разрешница, кажи ми. Но чекај, Исмет Гури обвинител полнеше сте? кутии. Каде? Истражител сте? Абе, ја Судија сте? кажувам што се случило. Господин Таравари. Имаше Нефи. пресуда за Исмет Гури, да бидеме реал. Каде? Се врати Каде? случајот повторно, ама имаше пресуда. Абе, кажи ми Само разрешница ако еден. можа- Кажи ми Нефи. Ако Го знаете Нефи е носител на Само листа ако на може Дуи накратко во да Охрид. му одговорам. Нефи го бараа 5 дена, го немаше никаде. Памтите Нефи. Господине Таравари. Носител на листа на Дуи. Господине Абе, Таравари. ние сме заложници Знам, на Дуи 20 знам, години. И знам, ова треба да го сватат знам, граѓаните на Македонија. Знам Ние сме дека робијаши на Дуи во оваа од држава. една политичка партија која секогаш сакала да направи проблеми внатре во албанскиот блок што е ДПА во минатото. И вие таму сте биле член. Завршило времето и Времето кај на албанците, колбојците дошло. и вглавно во Северна Македонија, кога политичар може да изиграва истражител, и обвинител, и судија. И Така тоа беше. никогаш нема да се Кажете повтори. ми еден Пошто функционер на првично Дуи. вие не Не го можете да релативизирајте. дојдете. Кажете ми Пошто еден функционер на Дуи првично што е вие не казнен. можете да дојдете Сакам- во власт. Знаете што, од така Тетово да знаеш кој се однесува. уапсени? Од Тетово Не од може. модуларната 14 починати луѓе, изгорени луѓе. Петорица што протестира. И знаете каква порака е ова? Да почнете од Шаир со пиштол. Го видовте тоа или не го видовте? Да не беше Таравари таму пукаше. Кого браните? И знаете кој се во Пораките, притвор? пораките пет што ги луѓе кои што праќате протестираа. низ вашето членство да излезат луѓето на протести? Кој бе протест? Без да Па има зошто ги апсите без, луѓето? Зошто без не да треба има- да протестираат без луѓе? да има извештај? Наши, видете, наши Без да има луѓе немало. извештај? Меѓутоа треба да се Нас- протестира. Да господине немаше Таравари. избори, јас се протестирав прв. Господине Прв Таравари, ќе доста бе више. насилни Доста- протести. Маричич, Доста Вемо. со ова што го правите на насилни луѓето. протести. Апсете Насилни луѓе да не протести. протестираат. 5 луѓе уапсени Насилни зашто протести. протестираат Добро, за болницата. Гутава, Маричич и Ѓурчев Само да ги накратко. чуеме. Не, не, Значи, да завршите. овие Завршите, стимулираат кажете. насилни протести. Маричич, Јас бе ќе излезам, да немаше значи- избори, јас ќе излезев на тие протести. Мада не беа организирани од нас. Гледај, Јас ќе излезев. ми личиш- Уапсете ме бе. ми личиш Апсите контра- луѓе ми кои личиш- што ми немаат личиш врска. контрадикторен. 5 луѓе кои што протестираат се окей, во Таравари, Значи, Бектиши, замислете. окей, Маричич. Не, Пошто најверојатно. И што треба да заборавиме за Тетово што се случи? Најверојатно ние сме во право кога викаме овие се коалиција 27 април. Овие поддржуваат насилни протести во државата. Кои насилни протести? Овие Кои насилни да протестираат овие, против значи- модуларната болница што изгореа луѓе, изгореа 14 стварно. семејства бе. Маричич, Срамота е ова Стварно, што бе, го ова. правите. очекувате да има комплетна срамота беше завршница тоа што беше на на 20. Бемолан 20-та. 14 изгод. Вие што ги Па и лажете вие бевте луѓето, дел бе, тој вие што министер ги за лажете- внатрешни работи ваш што ги човек лажете беше. луѓето. Артан Груби што седеше со Ќе ви братот, ги паже со исклучам, сињата ќе ви ги Мјалков. исклучам Што ги микрофоните, лажете, Бектиши ќе ви ги исклучам Мјалков со вас микрофоните. е уште. Бемолан. Заедно Од сте. постоечкото ВМРО, посебно банда, раководството, иста банда сте. над 80% биле внатре. Заедно, во собранието. заедно, банда сте Бемолан, иста. ќе ви ги Што му исклучам, кажавте? Бектиши. Што му кажавте на Фета Алими кога Бектиши. го чекавте? Прашајте го За да- Фета Алими. За да добиете Што ви кажа гласови. министерот за внатрешни работи? Дека сме направиле Што ви кажа коалиција внатрешни- со ВМРО? Тој е со нас тие уште, што знаете зашто? насилно Знаат не дека тепаа во собранието? Па Тоа му заедно го вие кажавте? бевте со него. Тоа му Ваш го министер кажавте? беше за внатрешни Тоа му работи. го кажавте? Па ваш министер беше. Готово, ќе Значи, ви ги исклучам вие сте микрофоните. дел Не, од не значи кривицата. ништо. Зборува- Исклучете ги Бектиши, Таравари, сакам Маричич и Ѓурчев да ги слушнам. И нас Марич. ќе треба да не исклучите за 2 минути. Ќе се менуваме Се шал. очигледно. Маричич, дали ќе има до крај разрешница на овој случај? Значи тоа Очекувате? Гарантирате? Нормално дека Сега како очекувам. и представник на власта? видете власта, Таравари, мамо. извршната власт е
до улогата на Министерството за внатрешни работи. Понатаму извештајот и кривичната пријава се испраќаат во обвинителството и потоа обвинителството и судот ќе одлучат за одговорност. Дали вие лично очекувате до крај да се заврши приказот? Секако дека да и треба да се заврши по закон како што кој што важи за сите подеднакво и мора да важи за сите подеднакво. И тука се согласувам со тоа што го кажа. Така се вели за сите случаи дека ќе заврши. Па не е баш така, Не ги многу слушнав на Маричич и Ѓурчев 10 минути. многу случаи добиваат разрешница. Функционер на еден, кажете ми. Значи, ве молам, јас ниту сум судија, ниту сум обвинител. Вие таа улога си ја превземате очигледно. Судот нека каже. Судот нека каже кој треба да одговара и зашто треба да одговара. Мислам дека апсолутно законот треба да Ме прашувам околу одговорноста во овие, иако се работи за комплетно различни случаи, бидејќи имаше доста реакции околу одбивањето на оставките од морални причини на Венко Филипче или Хасани од страна на премиерот. Мислам дека се тоа две различни работи, не е Реков јас дека се две коректно да различни. ги поврзуваме на било Реков дека се две различни, меѓутоа се зборува за одговорност. Мислам дека прво дека треба сите да се и поклониме и да изразиме сочувство на жртвите на тој трагичен настан, кој што ниту некој го посакувал, ниту некој го планирал. Тоа е трагичен настан во кој што загинаа 14 луѓе и 14 семејства останаа унесреќени. И никој не треба да се обидува од тоа да направи политичка приказна или да собира политички поени, како што има структури кои што се обидуваат да го прават тоа. Ние институционално мора да ја добиеме целосната вистина. Истрагата во делот на јавното обвинителство и вештачењето е завршено. Знаеме, беше вчера објавено дека причинител е краток спој, електричен краток спој. Само еден извештај тоа, господин Маричич. Се чекаат Затоа и 3-4, се чекаат германските. Тоа сакав да кажам. Значи тоа е еден извештај кој што првично кажува што се случило. Има уште други извештаи, имаше германски истражители кои што дојдоа и кога ќе ги добиеме сите извештаи, ќе можеме да ја склопиме целата слика и тогаш да разговараме поконкретно за одговорност, бидејќи има премногу актери и премногу прашања отворени кои што треба да дадат одговор. Модуларните болници се правени за да ги спасат животите на граѓаните кои што во голем број беа заразени и се уште ги има во државата. Целта на тие модуларни болници е да помогне на граѓаните и во рекорден рок на многу места низ државата беа изградени со интервентна страна на владата и благодарејќи на тоа многу луѓе се спасија од ковид вирусот. Но како што кажа вчера и вице-премиерот Груби и денеска премиерот Заев на пресконференција потврди, оставките на директорот и заменик директорот на болницата се неотповикливи и тие секако по изборите таму ќе има нови решенија. Се уште не може да се каже дека треба да се прифатат оставките на министерот Филипче и заменик министерот. Така што ние остануваме на тоа и сметаме дека е најважно да се расчистат до крај сите околности, за да се превземат мерки да не се повтори оваа несреќа било каде на друго место во државата. Тоа е многу побитно отколку да тераме кампања на една несреќа, трагедија која што се случи. Рековте се уште не треба не може да се каже дека треба да се прифатат. Не треба да се прифатат, значи нема основа во овој момент по овие информации што ги имаме, нема основа да се прифатат оставките на. А зошто не се почека, бидејќи Заев цело време велеше истрагата комплетно да заврши, Значи велам, ова ние добивме еден извештај. Плюс се работи за морална одговорност. Моралната одговорност и на Венко Филипче и на заменик министерот беше огромна во износувањето на оваа криза. Тие понесоа огромна и морална и човечка одговорност за да не извлечат од кризата од ковидот и верувајте секојдневно се бореа за граѓаните да имаат услови и да можат да преидат преку ова тешко време кое што беше за сите. Така што мислам дека во голема мерка треба да им се одаде признание. Она што се случи е трагедија, за трагедијата е утврдена првично по овој извештај причината и мислам дека треба да се извлечат поуки како да се подобрат некои работи ако има за тоа основа низ другите болници за да не се повторуваат овие. Ѓурчев, вие поднесовте вчера барање за итна седница во Собранието за разрешување на Венко Филипче и Илир Хасани. Цело време барате одговорност, велите тие се главните виновници, ве обвинуваат дека политички профитирате на врз база на тетовската несреќа.
и за некрофилство, како што слушнавме во оваа емисија. Вака СДСМ и ДУИ бранат нешто што е неодбранливо. Недозволиво е, катастрофално е 14 луѓе. Живи да изгорат во пластичниот киоск на Венко Филипче, кој што изгоре за 2 минути. Значи, таа болница таму, која што ја направи фирмата на Кочо Ањушев и која што е платена на фирмата на Кочо Ањушев, изгоре побрзо од уште една картонска кутија за кондори. А со оваа власт гледаме дека никој не е... Оваа власт вели дека никој не е виновен, дека сите се ангели, дека се е како што треба. Ништо не е како што треба. Ништо во оваа држава не е како што треба, затоа што одговорноста одамна веќе ја нема тука. Немаше одговорност за полицајци што беа фатени со дрога, немаше одговорност за сите белосветски мафијаши кои што добија македонски пасоши. Никаква одговорност, рекоа дека се виновни тетките што работат во пасошко или господинот или чичкото кој што ги сликал. Немаше никаква одговорност затоа што човек кој што требаше да биде во затвор уби човек на автопат. Немаше никаква одговорност за цела низа на случај кој што ја зацрнија Македонија. Немаше никаква одговорност затоа што летоска пола држава ни изгоре, а 3 години авионите не се сервисирани. За хеликоптерите немаше гориво. Околу некрофилството? Значи, мислам дека апсолутно важна тема за Македонија е кога имаме најголема смртност во светот. Сите околни земји имаат дупло помала смртност од Македонија од ковид. Дали Албанија, Косово, Србија, Бугарија, Грција, земјите на Балканот, дупло помала смртност од Македонија. Тоа значи дека било кој да беше министар наместо Венко Филипче и премиер Зоран Заев, ние ќе имавме 3.500 луѓе кои што во овој момент ќе беа. Значи, мрже, ве молам да се довршам мислата. Зоран Заев минатата година бараше оставка од Наќе Чулев затоа што имало литија во Струга. Сега 14 луѓе живи му изгореа во пластика која што ја направи фирмата и која што е платена на Кочо Ањушев, не бара одговорност и имаме, повторно ќе речам, најголема смртност на светот со вакцинација која што почнавме последни во Европа. Тоа е фијаското и катастрофата на оваа власт. Маречич, кусо многу па сакам таравари бектешнег. Ова е се гнасни манипулации и некрофилство. Вие може да тврдите, Маречич? Да тврдите што од ова не е точно? Дека било кој друг да бил министар, ќе сме имале не знам повеќе или помалку жртви. Дали имаме најголема смртност на како Владко свет? Ѓорчев го замислува светот и здравството. Маричич, дали имаме поголема смртност, дупло поголема од било која соседна земја? Дали ќе имаме простор да разговараме како што треба или ќе дозволиме да се изживува Мали Џокица, односно Владко Ѓорчев изживување 50 погреби дневно. Ајде ве молам Господине Ѓорчев, тоа е знаете изживување. ли што е? Кажете ми дали имаме дупло поголема смртност од Ѓорчев било нека која одговори соседна кратко, земја? инаку ќе го Да, се префрлам јас на... Знаете дека е точно. На Дека представниците максимални на напори се вложени. Ние знаеме... Кои максимални напори? Сакате да ви кажам каде одевме, Ајде. дека не можевме за децата вакцини да им најдеме во време на ВМРО ДПМН. Петовалентни вакцини не постоеа во Северна Македонија кога ВМРО ДПМН беше на власт. За петовалентни вакцини одеа луѓето наоколу низ државите во Грција, Бугарија и така натаму, затоа што наедноставно во 21 век. Значи немојте ве молам со оваа демагогија која што ни ја продавате упорно. Не проаѓа. Јас ви тврдам дека максимални напори се вложени на сите нивоа, одговорноста никогаш не сме бегали од тоа. Бегаат од одговорност. Ако некоја влада имала и покажала на дело одговорност, многу пати сме го направиле тоа. Најлоши на светот. Имавме ситуација кога Наќе Чулев се обиде да го скрие Кристијан Мицковски во кафана, во сред пандемија кога беше забрането и од кога тоа не успеа почна да прават кризи во полицијата. Значи, збориме за категорија морал. Не политичка одговорност. Не велам за Филипче треба политичка одговорност. Вие ќе се одлучите тоа во партија. Не велам за законска одговорност. Ќе дојдат испитувањата од FBI, од СИА, од КАјСЕ, Али Амети ги носи тие. Ја зборам за морална... Али Амети работи со стратешките Ке му одговорите. Бектеши, ке му одговорите. Не му треба ни КГБ, ни другите, како се викат, вие подобро ги знаете таму, од ово што СИА и FBI ги знаете. Дека Али Амети работи со стратешките партнери. И со Американската амбасада, и со делегацијата на Европската Унија, што таму
Сакаме да ја носиме држава. Не знаеме кај му се врзани конците, ама ќе излезе. Епа, вие Времето сами ќе го вие сами покаже. Ќе го кажете. покаже времето, ајде, не се секире. Значи, збориме за категорија морал, за морална одговорност. Абе, луѓе, таа вечер требаше министерот да излезе да рече, отидов јас. Чао. Грешка, кај е грешката? Потоа има политичка, дали ќе остане подпредседател на партија. Дали ќе има кривична, поради грешки од испитувањето кои што се дојдени. Морална, бе, луѓе, атрофија на морал имате. Тотална атрофија на морал. Да, Бектиш. Зборите бе за заврш. Што поднесовте оставка од местото министер за Може? Абе, здравство. абе сега ајде прашај ме зошто студираше медицина. Или зошто специјализира неврологија. Збориме за морталитет, споредете се со соседните држави. Со Албанија, со Косово, со Бугарија, со Грција, со Србија. Споредете се по морталитет од COVID-19. Степенот на вакцинација, сите мерки што ги преземаме се исти како и во сите. Бектиш. Морталитетот не ви е ист, Тарваре. дупло повеќе ви е. Првично да изразам сочувство и јас, како што направи колегата Бојан, за сите се мисла, а во однос на тоа кога зборуваме за морална категорија и морална одговорност, кога бараш од некого морална одговорност, треба првично сам да постапиш. Особено тараварите требаше да држи морална одговорност кога изгуби животот на млада девојче од куќа. А дали е вистина дека е од куќе? Треба да се извини за ова. И тоа требаше да го направи господинот Таравари. Во однос на тоа како постапуваат функционерите на ДУИ, секако дека Флорин Бесими, честен човек, отворен човек, транспарентен човек, кој им речиси им помагал на цело Тетово, но не само, на цел Полошки регион, сам доставил не од публика оставка. достави сам, па? оставка. Ќе остане на За во однос оставката? на Ирира Хасани, ќе ги чекаме и другите извештаи, да видиме што ќе кажат и секако дека ќе сноси одговорност ако имал одговорност во делот на изградба или пак во делот на менаџирање на ковид болниците. Ова нема ни Само една во минута. Афганистан. Ти збориш изгорела болница, он кажува дека е многу добар директор. Абе, луѓе. Абе, дали знаете како е во Тетово болницата? Дали знаете лекови одат купуваат во аптека ги носат? Дали знаете нема кој да внимава, да не се тој медицински персонал кој што перфектно работи? Па менаџирањето на болницата е меѓу полошите болници. Тогаш начинот како вие сте Па постапиле катастрофа, бе. не личи на Срамота е, Турмузија. срамота е да зборите, бе. Маричи Ѓурчев Изгоре и болница, изгореа 14 семејства, вие ми И зборувате завршуваме. дека многу добро било, многу Не многу сакам, да не помогнал на секој се. пат. Не сакам да добиам политички поени. Ова не е ни. Со секое политичко користење на животи, жртвите, посебно на ги повредуваме млади луѓе, што се семејствата случува уште во еднаш, и уште Подсепени, еднаш, и уште да. еднаш. Таравари и Ѓурчев го прават тоа од преска. Јас само сакам да кажам нешто, особено во овој делот, кај што инсистираа на морталитетот. ВМРО ДПМН, ниту на своите настани, ниту лани, 20-та година, ниту оваа сега, ги почитуваше мерките за ковид. Се сеќавате ли дека нивни активисти, видни активисти ги поддржуваа антиваксерските протести, каде што велеа дека докторите се убици, каде што велеа дека треба да се тргнат маските и каде што велеа дека треба да се отфрлаат вакцините. Ниту носеа маски, ниту почитуваа мерки. Кога се воведаа последните мерки, велеа дека ова е терор за мерките, дека тоа го нема никаде во Европа. Ние сите мерки што ги носиме, ги има насекаде во Европа. Не може од една страна тоа само кажува дека се работи за демагогија. Не може да велите не носете маски, не земајте вакцини и мерките се престроги, а од друга страна да се жалат на морталитетот. Владко, ти можеш колку сакаш да зборуваш. Твојата демагогија е прочитана од давно. Маричи, сакам да го Ја не слушам знам и зашто после те тоа праќаат имам воопшто. да или не за сите Кога едно све што прашање. кажуваше лага. Ѓурчев? Неодбранливо е. Граѓани на Македонија, гледате во што живееме. Катастрофа со цените, катастрофа со економијата, катастрофа со смртност, нема преговори со Европска унија. На вистина живееме во една лоша стварност која што мора да ја промениме. Ова кое што јас го кажав, пред 2 недели го кажа тројца живи, единствени тројца живи претседатели на Македонија. Тоа го кажа и Стево Пендаровски како телен претседател, и Бранко Црвенковски како поранешен претседател и премиер, и тоа го каже Ѓорѓи Иванов како поранешен Владко да претседател. го брани Бранко Овој Црвенковски. СДСМ,
не може да го оправдаат и никогаш не би го направиле ова. А ова ВМРО никогаш нема да се врати на власт со лажги и со црнила и корупција. Ниту Благој Ханџиски, ниту Илинка Митрева, ниту Софија Куновска, ниту цела низа на првенциот СДСМ. Кариера направи на паѓајќи ги нив. Ова е Кариера направи на паѓајќи ги нив. Македонија заслужува и може подобро. Господин Бектичик, имаме ли предвремени парламентарни избори? Не. Дали дујке си ги задржи сите општини или ви гори под нозепа? Повеќе ќе добиеме. А една од нив ќе биде и општина Гостивар. Господине Таравари, само да нагласам за АВМ дека јас сум опоменала дека да не се злоупотребува дебатата за промоција на одредени општини. Господине Таравари, дали ќе имаме предвремени парламентарни избори? Се извинувам, пошто 10 имаме моментално. Не раководиме со Гостивар, Врапчиште, желиме и Буговине. Добро. Кажа, Вие, ја ве опомена, вие уште почнавте понатака да ги Во набрувате. Гостивар секако дека ќе Господине Таравари, дали ќе има предвремени парламентарни Значи, избори? Најавивте и ново мнозинство на првиот митинг? Апсолутно. Па добро. Да или не Добро, морам ја да... сега ме праша мене ако сакаш одговори ти. После. Значи, најверојатно огромен број на општини, ја уште сега велам, скоро 2/3 на општините во Македонија ќе бидат превземени од опозицијата. Еве бројката, ако има 80 општини, скоро 60. Првиот круг, Бектеши, ќе имаш 10 опозицијски општини што ќе победат од прв круг. Еден од нив е и Гостивар. Не знам зошто сте толку вознемирени. А ќе има ли парламентарни? Апсолутно. Ноември ќе има, најверојатно ќе има ново мнозинство и нема потреба од нови парламентарни. Маричич? Видете, да се прекројува волјата на граѓаните од минатите избори не е така едноставно и така возможно. Оваа приказна слушаме многу пати. Те од Христијан Мицковски, те од Арбен Таравари, тоа ново мнозинство е илузија. Зошто сте толку вознемирени? Тоа го докажавме пред кратко време летово на дело со гласање. Нема што тоа да го отвараме. Само би сакал да објаснам неколку работи. 2017 година, кога напуштија власта ВМРО ДПМН во општините, со огромни долгови, владата на СДСМ даде 50 милиони евра на општините да ги покријат долговите. Пустошот што го остави ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН. Само да објаснам. Затоа на овие избори ќе победиме, на локалните избори убедливо ќе победиме, во најголем број на општини. Ќе ги задржите сите општини? Секако дека тоа во однос на 2017 не ја очекуваме таа бројка, меѓутоа очекуваме да имаме поголем број на општини освоени од ВМРО ДПМН, да го очекуваме да победиме во градот Скопје, сигурни сме во тоа. Очекуваме да имаме поголем број на советници и повеќе гласови на советничките листи. Бидејќи ќе биде така, нема никаква потреба од вонредни парламентарни избори, потребна е граѓаните се веќе уморни од вонредни парламентарни избори за спас на политичката кариера на Владко Ѓорчев и Христијан Мицковски. Туку очекуваме стабилна влада која што ќе продолжи до 2024 година. Господина Ѓорчев, ќе има ли предвремени парламентарни или ново мнозинство како што го најавува Таравари? И да има и да нема, СДСМ ќе падне. Тоа е веќе јасно. Се чувствува промена во воздухот, затоа што на Македонија навистина и треба промена. Ни треба промена и на локално ниво, ни треба промена и на државно ниво. Ако видите што се случува во моментот владината коалиција, тоа е дека ЛДП и ДОМ одат соло. Де факто ја напуштија владината коалиција. Беса оди соло. Неколку претеници од повеќе, неколку претеници кои што се поединечно во собранието веќе преговараат со нас. Така што мислам дека состојбата на владата е прилично климава. Очекувам Ве молам, колку општини очекуваме? Па, во секој случај очекувам повеќе од СДСМ, очекувам победа, затоа што Македонија на вистина заслужува подобро. Ви благодарам на сите што бевте дел од оваа дебата. Благодарам. Се ниво. Почитувани вам, ви благодарам на вниманието. Останете со телевизија 24. Пријатно.